плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Мир вам. Слава ти, Господи Исусе Христе. И озвучуваме оваа книга, напишана, објавена 2018 година за 30 Божји лета театарски битки со театарот Скрб и утеха, се нарекува Театарски источник, издадена е 2018, издавач е Крвта Исусова едицијата, враќање на Светиот Дух во атерот на театарот. Изборуваме за цензурата во македонската култура, низ која помина, со која се бореше овој театар Скрб и утеха. Денеска сме 2024 година и не се промениле работите многу, практично, од тој период. Тоа е целата суштина. Она што се случува денес во Македонија, негирање, например, од страна на бугарите, грците, албанците, се појавува сега дури од Србија некои елементи, иако тоа е минимално, дека нема македонци. Повторно се објавува Армакедонската битка. Двете коти кои не соблазнија со ними, 202 страна. Веќе неколку лета, господови, наназад објавувам дека од две работи никогаш нема да се откажам. Од Таткото Небесен Господ Бог, Исус Христос, и од македонската култура. Затоа што и таа му припаѓа на Господ. И дека нема повеќе да им служам на земните лажни богови, политичари и друзите мракобесници. Нема повеќе да се играме криенка миженка со темнината на светот. Тоа го објавувам секаде каде одам во јавност, на манифестации, настапи, изјави за медиуми и слично, затоа што имам обврски кон Духот на вистината, кон мојот Татко Небесен, Господ Исус Христос. И ете што им пречи на владетелите на македонската култура, од овие двете или од едното, сетне и едното и другото му е посветено на Таткото Небесен, кому му пречи, зашто се плашат од нас и не ни дозволуваат да бидеме дел од македонската официјална култура. Се плашат ли од Бог и неговата вистина? Се плашат ли од нас, оти му служиме на Бога? Од нашите дела дарувани од Бог и плодовите од Светиот Дух, од тоа ли се плашат? Денеска имаме смена практично во Министерството за култура. Дојде еден мој поранешен студент Љутков, па ќе видиме дали ќе конкурираме или не, дали ќе даде духот, што ќе правиме, ќе видиме. Секако. Ете, тоа се размислите, тоа се состојбите во земното, во световното, во душевното, а ние сме во врска со Бог и играме, го славиме Него и Неговата светлина и вистина. Со духот на вистината, тоа се состојбите и случувањата македонци мои во македонската култура. Ни видовме како бугарите отидоа во Преспа да прават бугари, овде прават бугари, а нам ни ги укинаа гостувањата, ги укинаа сите дејства на театарот Скрб и утеха. Повторно ќе речам Павле Воскопулос и уште еден беше од Пиринска, рече Дедион да имаа грците и бугарите ваков театар. Тие ќе ве позлатеа, ќе ве намножеа, да играте, да ширите нивната култура, а вие сте еден и не ви даваат. Беше тоа време кога градот се престори во град на споменици и птици кои пеат и ја фалат, славословуваат власта. Дојдоа некои нови патриоти и решаваа за нас, не изоставуваат за театарските гостувања кај македонците во соседството, за театарските премиери, за објавување на печатени книги, дела и слично, дури ме нарекоа лажен патриот. Инстант политичките судотворци и пресудници кои демек ја бранат црквата, да не речам Бога од нас, тие кои забораваат дека еден ден сите ќе одиме пред Бога на горниот суд. Имаше една поетеса, почина Бог да ја прости, на крај ми рече прости тихо, извини, јас те напаѓав. Сега ми е јасно. Кога ја напаѓав предходната една министерка за култура која си го сликаше прстот, се сеќавате? Прстеницата, ајде да не речеме. Сега ми е јасно зошто ве цензурирале. Така на некој начин тоа е духовна војна во која сме вклучени сите ние на едната страна, Исусовите војници, вистинските, не само религиско-историските, обредните како нашите што не напаѓаат, кои си ја тераат македонската народна култура од неолитот, од храмовите и мантиите, туку оние кои се крстени во Духот Свети, кои одат, го носат крстот и светлината на светот, со Духот на вистината во делата им, кои ја носат светлината на светот, каков дар Божји беше
овој театар скрб и утеха. Што им пречи и колку им пречи, јасно е, се работи за духовна војна која станува се пожестока. Ние го избравме Исуса и духот на вистината и врвиме по светлината, а тие бегаат од светлината, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат осудени неговите дела оти се лукави. Јован 3:20, Евангелие по Јован. А ние ја избравме светлината и Бог Отецот во Христа, и тоа се состојбите, почитувам пријателе, зошто не држат под цензура на темнината, под цензурата на паднатиот ангел и неговите земни слуги и извршители. Ете, тоа се двете коти кои не соблазнија со ними Господ Бог и македонската култура. Колку да се знае, лажните господари, слугите на паднатиот ангел, на кнезот на темнината, нема назад, со крстот врвиме кон Царството Божие на небесата. Амин. 206 страна. Оскверни, брате, рисјански себе си. Не обвинија дека сме го осквернале манастирот на некој христијански сајт. Правоверие. Браќа, што е право, што е вера. Нема тука што да се додава и одзема, освен познатото, дека по делата ќе ги познаете. Игравме делови од Новиот Завет, од Евангелие по Матеј и посланијата на апостол Павле, пееше хорот молебствие, тогаш го водеше Константин Кајшаров. Тоа беше проблемот, зашто пееше вокалната група на Кајшаров. Или е проблем светлината од словата на Бога која ве осветлува. Сетне гледачите на двете представи во Свети Никола во Варош и Свети Јоаким Осоговски беа воодушевени. Новинарката од Канал 5 на снимената изјава вели дека е вознесена од представата и пеењето на молебствие. А вие што ве соблазнува, христијани наши, нивни, нечии? 10 години наназад своите премиери ги дававме во тој манастир. Со отец Добре, старешината на манастирот, добро се познаваме. На почетокот, кога доаѓавме со театарот Скрби и утеха, ни рече дека ако врне дожд, може да влеземе и да играме премиера внатре во манастирот. Го гледам зачудено, па ми вели што ке ми е манастир без луѓе. Сме играле текстови на тоа свето место кои немаат врска со христијанството, до антиката, например, но секогаш со чувство дека играме и го славиме Бог, со дарбите на Свети Дух, со кој не дарувал да говориме гласно, да пренесуваме чувства и дух на вистина. Што ве соблазнува, пеењето за Бог Исус или текстовите од Светото Писмо, чеда возлюбени, во темните мантии? Велми во духовната војна со темнината не обвинија дека сме го сквернале манастирот, ние кои игравме и пеевме за Исуса Христа, како беше она зараската и гредата во окото им. Мислам дека единствено сквернавање им останува она кое си го направиле себе си, ако на вистина се христијани. Господ знае затоа што само оној кој прави зло ја мрази светлината и се плаши од светлината, за да не бидат осудени неговите дела кои се лукави. Мир вам, чеда возлюбени во Христа. Одиме понатаму, ја озвучуваме оваа книга. Фалење со Христа. Кога ќе завршевме со театарска премиера во манастирот Свети Јоаким Осоговски, секогаш слегуваа словата на Бога и се редеше нова драма. Во еден миг во Маврово во исто време пишував 4 книги. Пишано е во Светото Писмо, кој се фали со Господ да се фали. Еве ги 4 книги. Ова, романот Вдахновение, кој не е издаден, зашто мислам дека е друга приказна, друга опера, што велеше Љубиша Ѓоргиевски, мојот професор по театар. Докторскиот труд од обред до театар, тој е издаден, и учебникот по сценски говор, и тој е издаден. Не јас не ги пишував, туку Бог, Таткото Исус ги пишуваше низ мене. Словото е од Бог и Бог е Словото. Господ пишуваше низ мене, јас знам дека сите книги тој ми ги даде, и драми и се. Ти благодарам, пресветли Боже, што си ме дарувал со Свети Дух, Татко, да ги редам Твоите слова. Ме учеше како да зборува низ мене. Она што денеска го предавам и го зборувам, духовно зборување, а има луѓе, писатели земни, се катат, се мачат, редат слова, тоа е телесно, душевно, без Бог. Редат некакви приказни, создаваат свет кој понатаму се враќа во нивните земни суштествувања. Некој треба да плати за тоа. И на крајот доаѓа паднатиот, темниот да им наплати за тој создаден свет. Затоа ви велам, без Бог не е здраво и безбедно да се создаваат приказните и делата, или кој се фали со Господ да се фали. Во една драма или роман слезе сознанието дека приказните
Приказните се плаќаат со душата. Амин, мир вам, амин. 210. Мојот монтажер, Шекерче, ме советува дека сега и црквата ќе била против мене покрај Министерството за култура. Затоа што сум бил со пастор КК, кој е тој пастор, кој го признал за пастор и слично. Синко. Му велјам, цел живот Господ ме носеше да се дружам со боголюбиви чеда дарувани Мирјана Соколова, нашата кума, Штет Златко Давидковски, биотерапевтот Ѓорги Филев, сега сум со работ Божи Константин К. Сетна тој пее во хорот Молепстие, во представата Посланија, со која одбележавме 25 годишнина од духовната борба со незнабожците во македонската култура и пошироко, сетна тоа го прави без денар надоме за слава на Бога, како и театарот скрби утеха. Тој пее за Христа, што ви е вам? Врз кого се врши незнабожечка цензура, врз скрби утеха, од страна на темноините во македонската културно подобност, политикус, слугус, на властодржци обседнати со самите себе и демоните им. И најсетне и велми што ке ми е мин за К и церков, која се плаши од духовната македонска светлина. Кому му служат обете, кому ако не на Господ Бог, на Исус Христос и на Духот на вистината? Одговорот го има во Новиот Завет, на мрачните управители на светот, на поднебесните духови на злобата, ке биле против мене. Се насмев. Ако Господ е со мене, кој е тогаш против мене? Јас сум војник на Исуса Христа, молитвен војник, нема од кого да се плашам и да го кријам тоа. И во секое моје дело ја прославувам победата на Господ Исус Христос над сатаната, над смртта, во мојот дом живот, семејство, работа, во мојата татковина, но и во македонската култура, или ви пречи македонската. Амин. Ете, затоа некому му пречи нашата светлина во делата ни, а кому? И македонската култура. Нападнатиот и неговите подчинети, бидејќи македонецот го повика Господ Исус Христос да дојде во Европа. И Исус кој ми дава сила да врвам по него. 212 страна, мирот на Христа. Остана една драма Дионисус 42 неизведена. Се загна, конкурирав со истата под повеќе и ние на крајот ја преименувавме во некрстени денови и таа се даде пред да замине министерката со прстена кој што си го сликаше прстот. Но ни ги укина армакедонските слави. Се загна, а не даваат браќата властодржци. Ете го работам Светото писмо, научив 5 дела од Новиот Завет на Изус, се готвам да ги изведувам по потреба. И на вистина текстовите од Словата на Бога ми даваат мир и спокојство. Ме донесува до точка дека каде завршува умира стариот Тихомир тихо и се доаѓа до новородениот Тихонче Аматиецот, раб Божји, воин на Исуса Христа. А велми, што друго ми останува во овој свет, кога те бркаат и те гонат твоите, освен Отецот Небесен, Исус Христос и Светиот Дух. Се друго е смртно и минливо. Мир ви давам, но не онаков како што ви го нуди светот, им рече Исус, Јован 14:27. И тој мир со озвучените слова на Бога, кој ми ја наполнија душата со светлина, тој мир не вреди да го заменувам за земните световни глупости на мин за К и другите начмички, културноидни, крадиградевци, невладени платеници на умонаметнувачи од масоните, илуминатите, незнабожци. Исус да ве укори, прости им, татко, не знаат што прават. Лука 23:34. Тоа го земам, својот крст, оставам се земно и врвам по Исуса Христа. Ех, љубов Исусова и мир вам сетне и упреку. И Господе Исусе Христе, ја враќам Македонија во Твоја собственост, зашто овие ќе ја раскрчмат, ќе ја направат проститутка, блудница. 214. Евангелие на мајката сцена. Говорот во Крива Паланка на театарскиот фестивал за лауреатот и промоцијата што го одржат душата и духот на актерот. На богодаруваниот Христов глумец, гласноговорник Страшко Милошевски му дадоа награда, јас одржав беседа, тргнав со Евангелие по Јован, со словата на Бога, свештеникот од Свети Јоаким Осоговски ми призна дека го владеам Евангелие по Јован, дека тоа е тешко Евангелие. Во салата беше молк,
Беше слезен светиот дух, духот на вистината да глаголи со мене. Духовно зборување. Некој кашлаше во последниот ред, се отчитуваше живото Божјо Слово. Не те разбраа до крај, сподели со мене свештеникот. Беше тоа истиот кој не напаѓаше со неговите после представата посланија. Направивме тромуабет. Виде дека не пијам алкохол. Телото е храм на светиот дух, му потврдив. Не знам дали го соблазнив со тоа. Сетна се работеше за евангелизација, за сведочење за Бог, за евангелија на мајката сцена. Бог ги носи состојбите за да сведочиме за Него, за Негова слава. Славата е Негова. А вие што мислевте дека е човечка, земна, ваша? Тоа е идолопоклонство и отпаѓање на Бога, евангелија на мајката сцена. Во Стариот Завет, во Мудрост Сирахова или во Мудрост Соломонова вели: идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. 216 страна на мојот возлюбен Т. Т ми се налути, вели, сум го изневерил оти на програмчињата за 25 годишнината, го критикувам Мин за К, а тој ми ја дал сцената и веќе нема да ми ја дава, како што вели. Првин, каква врска има тој со Мин за К, кога факултетот е под Мин за О? Второ, не ги критикувам, само поставувам прашања на кои барам јавно да ми одговорат. Како, например, зошто не ми даваат 3 години театарска премиера, 5 години авторска книга, 5 години гостување кај македонците во Пиринско, 4 години кај македонците во Тиранско и заборавив да поставам уште едно прашање. Зошто 3 години не можам да издадам учебник на ФЕДЕУ, демек немало пари, толку паметници се градат Исусе Христе. Овој список стана многу, например 8 години или 9 веќе премиера, 17 години книга немам добиено. Успеавме да добиеме гостување во Македонскиот културен центар во Софија. Преку колешката Валентина Божиновски се заблагодарувам, се уште со некои Вамаровски луѓе кои беа во министерството, се протнаа 2 гостувања, дури во Македонскиот културен центар во Софија. Тогаш беше Сашко Насев, но не ни дадоа термин таму заради да не направиме некој конфликт, веројатно скрби утеха да се врати на почетната позиција, од каде што почнал во салонот Славијанска беседа во Софија, која е македонска култура, само сега се под друго име се продава како болгар, турски збор што значи збирштина во бугарскиот етимолошки речник, и сака да се наметне дека ние сме болгари. Ние сме македонци од Исус Христос. Синко, духот на вистината ме обврзува како молитвен воин на Исуса Христа да сведочам, да глаголам, да го славам Бога, не лажните земни богчиња, лажни, мир вам до Божјата праведност. Евреи кои не се евреи, сатанска синагога. До Божјата праведност, велми од човечката ништо не бидува, истата те води во сатански круг на осудување и мразоморие или пиши-бриши под душата си. 217 страна ја изучуваме оваа книга, театарски источник, издадена за 30 Божји лета театарски битки со театар скрби утеха 2018 година, едицијата Крвта Исусова. Бевме се скрбати тие за нас на гостување во Вршац, Пландиште, Јабука кај македонците во Србија. И напишав известување на министерката за тоа и глеј ми звонат додека сум на гостување. Министерството ме бара на телефон за гостувањата за идната година, со која представа ќе сум гостувал. Ги прашувам за каде, ме прашуваат за Тирана или за Пиринско. Ти ми велат за обете. Демек се загрижиле со која представа ќе одам кај нашите. А нашиот престој во Србија го покриваат македонците од Србија. Тоа подразбира институциите на системот во Република Србија, како на пример Министерството на култура на Република Србија. Не се некои големи средства за пат, троа и престој таму, голем е гестот за поука кои се наши, кои се нивни. И кој тоа се скрби за нас и не обскрбува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Потоа муабетот се изјалови, немаше средства за гостување наредната година за нас, не излажаа, татко на лагата е сатаната, беа фрлени трод думи колку да се рече од ними. Пазете, институција за култура која лаже, па немојте, ви се молам. Театарот си врви, тоа е некултурно во најмала рака, сеирџиите си лајат. Или него фрлај бисерот пред свињите. Се наскрбиле демек тие за нас, плукнете си под пенџа, рече да возлюбени.
под партиското джамче на Минзак и упреку те сакам, Господи Исусе Христе. 219 страна за нашата поделба. Славевме 25 годишнина на Федеу. Ниеден медиум со театарот Скрби и утеха, печатен или електронски, не објави вест дека се случува тој настан. Нити честитка од Министерството за култура не добивме. Само ме предупреди малку да омекнам со Министерството за култура, а представата, како и секогаш со духовни бранувања посланија, со локалната група Молепствие, со пастор КК, Страшко М и јас, актери од Светото писмо, Маријан С на светло и музика, Игор С на камерата, за да оди понатаму материјалот на ТВ Сонце како снимка, имаме и изјави од гледачите како сведоштво. По неколку дена се отвора стариот новиот театар, таму сите медиуми, политичари, сета естрада јавно славење, што се во фустанот на власта, а што се слави всушност театарски пријатели, зградата или духовната култура на Скрби и утеха. Или така ли се делиме на нашите и нивните, на лојалните и оние кои му служат на Бога, оние кои им слугуваат на земните богови или на оние кои му служат на Небесниот Отец. Состојба меѓу култура и некултура, меѓу робство и слобода. Пишано е во Прво Јованово: кој не го љуби братот свој, тој пребива во смртта. Велам за нивната поделба. 220 страна ја озвучуваме оваа книга, издадена за 30 Божи лета театарски битки на театарот Скрби и утеха со македонска, ми исплаши цензура. Враќањето на Светиот Дух во атерот на театарот, едиција Крвта Исусова. Никој не е пророк во своето село. За кратко време со театарот Скрби и утеха гостувавме во Вршац, Пландиште и Јабука. Ја игравме представата Джамалари Дионис. За време на представата во Вршац на крајот ми приоѓа првенката на театарот во Вршац и ми вели дека кога сум ја кажувал молитвата Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, лебот наш насушен. Во монологот на Свети Наум добила желба да се качи на сцената и да игра со мене. Во Габрово, Бугарија, бев со вокалната група Молепствие, настапив со 2 сцени од Евангелие по Матеј, Евангелие по Јован. Луѓето беа воодушевени, видете, христијани вистински немаат проблем дали сме македонци или не. Слава му на Бога. Само во православието имали проблем. Например, Грчката православна црква, Бугарската православна не ги признава македонците. Што ви е вам? Ке ве познаат дека сте мои ученици ако сте се љубите меѓу себе. Значи, вие не сте негови. Така е кога имаат почит кон духовност. Еден гледач ми подари плетен волнен джемпер. Стариот пастор П. Петров ме благословуваше и ме храбреше дека Бог ми дарувал многу дарби. Истото беше кога бевме на гости во Загреб. Каде и да појдам ме почитуваат, ја препознаваат дарбата дадена од Бог, само кај нас не. Посебно не во поставата на Минзак во овие патриотски или после тоа непатриотски времиња, кога го фрла бојата. И Кукурајко лажот ја продаде земјата, го продаде народот, тој не е негов. Излажа што излажа, поддржаа цела една плејада професори, го поддржуваа. Ме праша една студентка: само вие, професоре, не сте во шарената револуција. Зошто? Па не ќам јас лажговци и кратци да поддржувам. Едни да заменам со други. Еден гледач ми подари, исто како бевме на гости во Загреб, само кај нас, посебно не во поставата на Минзак во овие патриотски времења, како што ми вели Исус Спасителот, никој не е пророк во своето село. Село, порасни во духов Исусов, еден ден упреку во љубовта Божја. И овде доаѓаме, 222 храна, донеска до тука, немање љубов за Христа и Македонија. Во секоја представа години наназад го споменува Бог, таткото Исус, беше тоа точка на поврзување. Потоа бев 4 години на Кокино, бдење на Кокински мугри, потоа се направи представата Посланија.
Тоа го именувам како духовен молитвен литургиски театар. И тоа е периодот кога секнаа средствата од Министерството за култура, кој ќе видите секое зло за добро. Тоа било дозволено за ние да се завратиме кон Исус. Кога не ни одобруваа средства за театарска премиера, тогаш славевме 25 годишнина, тогаш игравме текстови од Светото писмо, тогаш сакаа да не сничкосаат театарските ни незнабожци, внуци на владици и други партиски българолюбиви незнабожци, и Министерката за некултура и цензура со незината политичка чета на која иснемува документи и археолошки предмети. Претходно не нарекуваа националисти, ја славевме македонската култура, гостувавме кај македонците во соседните земји, а сега пак сме им трн во окото кога играме за Господ Исус Христос. А нели Македонија доминантна христијанска? Иако светлината што е во нив темнина, само онај во 4-5 сабајле што се дере на разгласот, ви порачува, што ви порачува, тој дека они ќе победат, дека Исус не постои, дека не е Син Божи, дека они ќе ви кажат на разглас пуштено го нарушува јавниот ред и мир. Зошто се дозволува тоа? Те сакам, Господ Исусе Христе. Иако светлината што е во нив е темнина, каква ли ќе е тогаш темнината 45, Ефесјаните 5:8, на нашите и нивните кои немаат љубов за Бог и македонската култура. Слава ти, Господ Исусе Христе. Да немаш љубов подразбира да го немаш Исус во срцето, оти Бог таткото е љубов, кој пребива во Бога, пребива во љубовта, прво Јованово, а ти каде пребиваш? Македонио, македонски, македонци, македонска култура, каде пребиваш? Во партиските сокаци на себељубието или крадиградевци, па потоа бегај во гепек, донесете го кукурајко лъжот, да го промени името, да ве продаде на пазар. Македонија му припаѓа на Исус Христос. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово. Не се враќај повеќе. Немаш власт врз неа. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус и на сцената Исус. Оти ќе изгинете неразбрани галатјани. Амин.